Беше тоа на 1 септември 1920-та, кога на иницијатива на местната организација на Комунистичката партија на Југославија во Скопје е одржан протестен митинг против предизборниот терор и против фалсификувањето на изборите со општинските одбори во Македонија. Усвоена е резолуција за поништување на фалсификуваните избори, пуштање на мобилизираните војници, како и давање глас на сите граѓани. Во некои општини ги поништија изборите и распишаа нови. Беше тоа на 1 септември 1939-та, кога започна една од најголемите војни во историјата на човештвото, Втората светска војна. Во големите судири учествуваа вкупно 61 земја. На 1 септември 1943-та во Корешта, Костурско, е формиран македонскиот партизански одред Лазо Трповски. Беше тоа на 1 септември 1944-та, кога Втората македонска народно-ослободителна ударна бригада ја нападна железничката станица во Богомила, Велешко, ја разурна и зароби 40 бугарски војници, меѓу кои и двајца офицери. Беше тоа на 1 септември 1944-та, кога Првата македонска народно-ослободителна бригада ги нападна балистичките сили и го зазеде градот Кичево. Меѓутоа, кога непријателот присобрал сили од правец на село Дреново, ја нападнал од грб, таа го напушти градот и се повлече кон Дебарца. По патот ги нападнале германските обезбедувања кај железничката станица Пресека, кај село Сливово и село Ботун. Ги протерале и им причиниле загуби од 8 мртви и 5 заробени војници, а кај Кичево загубите на непријателот биле значително поголеми. Бригадата во своите редови имала 12 мртви и 18 ранети борци. Беше тоа на 1 септември 1960-та, кога е формирана редакцијата на телевизија Скопје и е снимена првата телевизиска вест што се емитуваше преку мрежата на Југословенската радиотелевизија. Во редакција беа Димче Божиновски како уредник, Драги Аргировски и Димче Марковски како новинари и Боја Прличков и Димче Гечевски сниматели камермани. Од тој ден редакцијата секојдневно подготвуваше телевизиски извештаи од сите значајни настани во Македонија и телевизиски прилози од стопанскиот, образовно-културниот и спортскиот живот. На 1 септември 1990 година во Кичево се одржа протестен митинг на жедните за обезбедување вода за пиење за потребите на општината. На 1 септември 1858 во селото Подмочан и Ресенско е роден Трајко Китанчев, поет, преведувач, публицист, критичар, полемичар, автор на научни трудови и рецензии. Од творештвото може да се проследи неговиот интерес кон општествено-политичката и научната мисла, неговите интимни чувства, но и личниот став кон одредени општествени движења. Стихотворбите на Китанчев може да се поделат на 4 групи: интимни, за Македонија, општествено-патриотски и социјалистички. Особено се издвојуваат песните Дедо Неделко, Кралот Марко и Кон Македонецот, кои се исклучиво патриотски, посветени на ослободувањето на Македонија. Вистински научен потфат представува неговата статија за акцентирањето на зборовите во ресенскиот говор од западно-македонското наречие. Со оваа студија Китанчев е првиот кој што ги открил и врз научна основа ги дефинирал закономерностите при акцентирањето на зборовите во западно-македонските говори. Значајно место во неговата творечка активност зазема и преведувачката дејност. На 1 септември 1898 во Прилеп е роден Димитар Талев, бугарски писател од Македонија. По доаѓањето на комунистите на власт во Македонија, тој е затворен под обвинение дека ширел великобугарски шовинизам. Ослободен е во 1948 пошто продолжува да живее и работи во Бугарија. Умира на 20 октомври 1966 година во Софија.
Димитар Талев е признаен за еден од класичните бугарски автори од 20 век, а во 2009 година неговиот роман Железниот свекник е избран на 4-то место од 12 најсакани книги на бугарските читатели. Димитар Талев бил славен од УНЕСКО во 1998 за придонес кон светската култура. На 1 септември 1940 во Битола е родена поетесата Гордана Бошнаковска, член на Друштвото на писателите на Македонија, на Македонскиот пен центар и на Словенската литературна и уметничка академија. Таа била уредник во македонската телевизија. Автор е на книгите Времето го нема, Писма, Влегување во Делта, Босфорско лето, Нордиски љубовници, Њујорк сон, Планини од картонски кутии и други. Добитничка е на наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата. На 1 септември 1948 во Битола е роден Љубомир Цуцуловски, македонски филозоф, писател, есеист и теоретичар, професор на Филозофскиот факултет во Скопје, автор на повеќе книги и стручни публикации, меѓу кои Сведоштва и коментари, Политички сказни, Марксовата антрополошка критика на капиталот, Некои контроверзии околу Маркс, Роман во една ноќ и други. На 1 септември 1918 во Мурманск, Русија, во воз е убиен Гаврил Константинович, македонски лекар, револуционер и обштественик, истакнат деец и еден од основачите на македонското научно-литературно другарство од Санкт Петерсбург. Учесник во Октомвриската социјалистичка револуција во Русија. Тој е роден во селото Смрдеш, Костурско, на 4 мај 1878. На 1 септември 1944 загинал Славко Лумбарковски, припадник на македонското народно-ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Во 1942 тој е уапсен во Битола, физички измачуван и одведен во интернација во градот Ксанти во Тракија. По враќањето од интернацијата во 1943 заминува во единиците на Народно-ослободителната војска. Тој загинал при нападот на Кичево како заменик на политичкиот комесар на првата македонска Народно-ослободителна бригада. На 1 септември 1967 во Белград умре Емануел Мане Чучков, македонски обштественик, професор и подпредседател на президиумот на АСНОМ. Мане Чучков е роден во Штипско Новосело на 27 ноември 1901 година. 1 септември е денот кога започнува наставата во училиштата.